Времето денеска ќе биде променливо облачно, а ќе дува и умерен до засилен северен ветер, особено долж по Вардарието. Во текот на попладневните часови и во вечерните часови ќе има појава на локални врнежи од снег. Утринската температура од -5 до 1 степен, а додека највисоката дневна температура денеска ќе се искачи до 12 степен. Дали е точна ова временска прогноза која што ја кажуваме на нашите гледачи од раните утрински часови, ќе ни потврди Атанас Угрински, советник по хидрологија од Управата за хидрометеоролошки работи. Добро утро. Добро утро, фала на поканата. Да, отприлика така е, точна е прогнозата и времето се уште не е така, нели, студено, се уште ги немаме тие минусни температури, карактеристични за овој период од годината, се уште се во плюс, неколку 4-5 степена, колку беше изутринава, така што студот допрва го очекуваме. Меѓутоа, малку имаме проблем со ветерот кој што ни од северен правец, кој што ни прави да, ако имаме 12 степени во текот на денот, да се чувствува како да е пониска температурата. Да, тоа е она што се нарекува real feeling, нели, доколку има таков северен ветер, чувството е поинако, како да е температурата пониска и како да е судот поголем. Поводот за вашето гостување во студиото на Македонија на утро, освен нели редовната временска прогноза, се и обилните врнежи кои што ги имавме минатиот викенд, кои што предизвика покачување на нивото на водостоите на реките, што на одредени места пак и предизвика излевање. Каква е моменталната состојба во државава? Па можам да кажам дека моментално сите водостои на реките низ земјата се во намалување и полека се враќаат во првобитната состојба како пред почетокот на врнежите. Значи во моментов нема никаква опасност од нивно излевање. Сега, ако се навратиме малку наназад, што се случуваше за време на викендот, можеме ли да кажеме каде имаше најмногу врнежи од дожд, но и снег секако на повисоките места, колкави беа врнежите и како тоа влијаеше врз хидролошката состојба? Така, имаше доста обилни врнежи, тие беа повеќе застапени во крајните источни и во крајните западни делови од земјата, така што таму на некои места наврна и повеќе од 70 литри на метар квадратен дожд, што е прилично голема сума на врнежи за тие неколку дена, за тие 3 дена. Покритична беше состојбата во источниот регион, затоа што таму времето беше потопло и врнежите беа претежно од дожд, така што таму имаше и повисоки водостои на реките, имаше и излевања. На западот од земјата беше нешто поинаква сликата, таму беше постудено времето, планините се повисоки, на повисоки надморски височини, врнежите беа претежно во вид на снег, така што немаше во тој дел поголеми зголемувања на водостоите и немаше такви излевања. Меѓутоа пак имаше проблеми со електричната мрежа, поради што одредени поголем број на села во западните делови од земјата останаа без електрична енергија. Така е, затоа што паднаа пак доста големи количини на снег во тие предели, достигнаа, еве да кажеме, на Попова шапка до 90 сантиметри снег таму, Маврово Лазарополе околу 50 беше во тој момент. Сега е нешто помалку, на Попова шапка околу 50 сантиметри има, додека во Маврово околу 35 сантиметри. Многу пати во разговор со колегите разговараме зошто во Скопје не падна снег. Што е тоа што го спречува снегот да заврне во главниот град? Снегот беше присутен во повисоките места и на високите планини. Во самиот град Скопје, значи, не е на толку висока надморска висина и така што врнежите од снег беа застапени во тие повисоки планински делови. Се надевам дека во скоро дека зимава ќе го има и во Скопје, кај нас. Така. Се навратиме на поплавите. Споменавте дека пообилни врнежите од дожд беа во источниот и југоисточните делови, каде што имаше излевање на реките и она најчесто поставувано прашање зошто ни се случува тоа во период кога немаме врнежи и имаме суша, благодет ни е дождот, меѓутоа кога ќе заврне често знае да ни направи проблеми. Да, токму така имаше излевање на реките на повеќе места. Но пред тоа јас сакам да истакнам дека ние како Управа за хидрометеоролошки работи навреме ја најавивме опасноста од можни такви излевања. Тоа го направивме преку нашите хидролошки информации, кои што навремено ги доставивме до сите релевантни надлежни институции и до медиумите. Исто така хидролошките информации и актуелните податоци од хидролошките станици низ земјата беа достапни за јавноста преку нашата веб страна, како и преку Facebook профилот на УХМР. Исто така, на нашата веб страна постои една алатка
наречена хидроаларм, во која што преку различни бои и за различни региони на земјата се представува степенот на опасност од излевање на реките. Така што во тие делови од источните региони во земјата беа обоени во портокалова боја, што значи висока опасност од излевање на реките, додека пак во останатите беше со жолта боја, што значи помала опасност од излевање на реките. Таму каде што нема опасност, значи бојата е жолта, а каде што е најголема опасноста, бојата е црвена. И исто така уште ова сакам да го кажам дека иако беше викенд, нашите наблюдувачи распоредени низ земјата секојдневно по неколку пати го мереа водостојот, го доставуваа до нас. И тоа беше поддршка на податоците од автоматските хидролошки станици кои што во близу реално време стигнуваа до нашиот сервер и преку интернет модул се достапни и на нашата веб страна. Значи, сакам да кажам дека УХМР постапи во целост во рамките на своите надлежности што ги има. Па затоа сега се наметнува прашањето пак дали надлежните институции навремено и правилно реагирале на овие ваши апели и предупредувања за врнежите кои што ги најавувавте? Па да, ние како што кажав си ја завршиме работата како што треба, но мора да се напомена дека природниот фактор е најбитниот елемент во вакви случаеви. Значи, ние не може да ги темпираме врнежите, не можеме да ги сопреме да паѓаат, не можеме да кажеме каде ќе падаат или кога ќе паѓаат или просторно временски да ги распределиме. Така што природниот фактор е секогаш најбитниот елемент во поглед на тоа. Но она што можеме ние да направиме за да ги ублажиме или евентуално да ги намалиме штетите од последиците што тие ги прават, тоа е да го уредуваме речните корита преку поставување на вештачки структури во нив, преку вештачки прагови, особено во горните делови од сливовите. Потоа исто така битно е да се врши пошумување на дел од сливовите. Исто така треба да ги отфрлиме оние стари навики нели на фрлање на ѓубре и снег и ѓубре и шут во речните корита, затоа што тоа прави дополнителен притисок на реките, го смалува на речниот пресек и директно влие за излевање на реките. Исто така, треба да се придржуваме до дуповите и гуповите. Доста често се случува куките да бидат изградени доста длабоко во речните корита, што представува директна закана од нивно излевање. Но, уште еднаш ќе кажам, природниот феномен секогаш е најсилниот фактор кој што ние за жал не можеме да го спречиме. Значи 100% не можеме да ги спречиме. Не можеме да го спречиме, меѓутоа можеме да ги ублажиме последиците, особено кога станува збор за врнежите од снег во текот на зимскиот период. Надлежните институции треба да се вршат својата работа и да ги чистат патиштата и да обезбедат проодност нели на сообраќајниците, а не секоја година снегот да не изненадува. Па да, така е. Надлежните треба да се ја вршат својата работа. Во име на УХМР ја можам да кажам дека ние тоа го направивме во изминатиот период. И сега би сакала покрај проговоривме за водостојот на реките, меѓутоа каква е состојбата со езерата во земјава? Се покачи нивото на водата и во езерата по врнежите? Па да, освен негативните влијанија од овие врнежи, што предизвика нели поплавувања, предизвика материјална штета, предизвика беа поплавени обработливи површини, беа поплавени куки, и за среќа немаше загуба на човечки животи. Освен овие негативни, значи, последици, имаше и некои позитивни работи. Ги зголемија водостоите на реките, кои што во изминатиот период, и не само во изминатиот подолг период од неколку години беа под просекот и беа прилично сушни. Последната информација што ја прочитав дека нивото на Дојранското и на Охридското езеро е покачено, на Предспанското можеби е покачено, меѓутоа заради тоа што тоа е постојано под нормалното ниво, никако да добиеме некое задоволително ниво на ова езеро. Така е, значи врнежите беа добродојдени во тој поглед, се зголемија нивоата на акумулација на природните езера низ земјата. Охридското езеро до само пред 2 недели беше на границата на дозволениот минимум, сега е 25 сантима над тој дозволен минимум. Исто се подобри состојбата со Преспанското езеро, се зголеми за околу 15 сантиметри, но таму знаеме дека е се уште лоша и за толку краток временски период не може тој проблем да биде решен. Во секој случај позитивно влијае овие врнежи на природните езера
низ земјата. Ги споменавте и акумулациите. Хидролошката состојба директно влие нели на состојбата на акумулациите. Од една страна сушата задава сериозен удар на акумулациите, поради што директно е загрозено и земјоделското производство. Меѓутоа сега со врнежите каква е состојбата? Имаме ли и овде подобрување? Вештачките акумулации се исто така од големо значење. Тие обично се повеќе наменски, нели, се користат за водоснабдување, за наводнување, за производство на електрична енергија, како и за заштита од поплави. Еве последниот пример, кога брегалница беше навистина голема во изминатиот период, акумулацијата Калиманци помогне да се амортизира поплавниот бран од горните делови и низводно од акумулацијата да имаме помали истекувања. Секако дека овие врнежи беа добродојдени и за нив, ги поднаполнија малку со вода, претходно беа навистина празни. За краток период не може да се надополни таа вода што фалеше во изминатиот период и исто тука што сакам да напоменеме значено нивното правилно стопанисување. Значи кој е тој момент кога треба да бидат полни, кога е тој момент кога се очекуваат поплави, треба и да полуиспразнети за да би можеле да ги примат евентуалните поплавни бранови. Сега кога почвата е мокра, најчесто велиме после обилни врнежи и излевање на реките, полнење на езерата, имаме мокра почва која што можеби не може да прими дополнително поголемо количество на вода од врнежи и од снег, од дожд и снег. Дали ако сега во наредниот период повторно имаме врнежи, ќе имаме проблем повторно со излевање? Да, треба да бидеме внимателни во наредниот период. Врнежите што паднаа заситија земјата со влага, но охрабрувачки е тоа што еве во овие неколку дена немаше врнежи, а и прогнозите за наредната недела покажуваат дека се очекува прилично стабилно и суво време, така што во моментов нема потреба да се равуваме од такво нешто. И кога сме кај прогнозата за тоа што не очекува во наредните денови, знам дека многумина се љубопитни какво ќе биде времето за новогодишните празници, можеби токму за новогодишната вечер, кога сите би сакале да ни заврне снег и да ни ја разубави атмосферата. Колку дена однапред можеме да прогнозираме? Значи, однапред можеме да прогнозираме до 3 дена и тоа е поуздано, порелевантно. Така. Од 3 до 5 дена веќе се намалува таа веројатност и поузданост, а над 5 дена и долгорочните прогнози, нели како се зголемува периодот, се намалува веродостојноста на тоа. Она што ја можам да го кажам и што можеме да го видиме од прогнозите, од секторот за прогноза на време, е дека во наредниот период не се очекуваат врнежи, се очекува прилично стабилно и суво време, освен во сабота, кога се очекуваат на некои места врнежи претежно од снег. Инаку се надевам дека за нова година ќе има снег. Јас сакам да има снег и не само за нова година, сакам да има снег и се надевам дека тоа ќе го има во предстојната зима, затоа што снегот е благодат и тој преку него најдобро се одржува стабилна хидролошката состојба во земјата. Но при тоа секако нели онаа карта за хидроалармот да остане зелена, да нема потреба да ја боиме во други бои, односно да при тоа да нема опасности од евентуални поплавувања на реките. Јас ќе се заблагодарам многу за вашето гостување утре во Македонија наутро. Ќе се видиме во наредна прилика со нови прогнози и со нови позитивни апели. Се надевам до нашите граѓани да бидат навремено информирани за временската состојба. Ви благодарам на поканата и стоиме на располагање во секоја наредна прилика со задоволство.